Оваа пресконференција свикувам да реагираме на соопштението од Министерството за труд и социјална политика, кој што беше како одговор на нашето соопштение. Ние сме згрозени од нивното соопштение со излагање на некои невистини кои што ги наведеле на тоа соопштение, затоа што прво, како што напоменавме у нашето соопштение, дека ние не сме сакале да ги примиме, току они дојдоа првиот пат, беа примени и со доказ ние го дадовме тоа решение кога дојдоа првиот пат, меѓутоа вториот пат кога дојдоа вчера, фактички упаднаа без никаква најава во нашите простори, каде што почнаа да бараат документи и со други умаловажувања и навреди према нас сакаа да вршат притисок едноставно. Меѓутоа, ако не сакавме ние да ги примиме, уопшто можевме и вчера одма да ги отстраниме од нашите простори. Меѓутоа, таа е една од невистините и исто така сме згрозени и навредени со тоа што кажува дека нашето соопштение е партиско, а морам да кажам дека имаме ние луѓе кои што можеме да напишеме тоа соопштение и најдобро ние ги познаваме ситуациите и дешавањата што се случува за овие изминати 2 недели од кога почна да ни вршат притисок. Ние кажавме дека имаше од нивна страна, од министерката, од техничката министерка Афросина Ременски уште у мај, иста комисија за контрола, каде што дозволивме ние и тогаш немаа подпис од дополнителниот заменик министер, меѓутоа се со цел да докажеме дека не бегаме од контроли, дека Националниот сојуз што ги добива средствата за активности на членството и на членовите, дека се наменски потрошени и дека се трошат за активности на Националниот сојуз. Меѓутоа, 3 недели се правеше секој дневно, се гледа по 8 часови седеше контролата тука, ни ги гледаа сите сметки, така да не знам зашто и од таа контрола не добивме ние никакво известување и тогаш и бараа чак за некои од членовите кои што доаѓале тука, нели, на состаноци и така натака, ни бараа чак и лични податоци од каде е, што е и така натака. Што, значи, незаконски фактички настапуваа цело време и истото се случи и сега за време на избори, кога се распишани изборите, значи ние не сме избегнувале да ни прават контроли, меѓутоа вчера стварно упаднаа без никаква потреба, а претходно им беше укажано дека нашиот сојуз има други обврски и не че можеме за тој ден да дозволим, мислим, да бидеме присутни у канцеларии. Исто така би сакал да напоменам дека Националниот сојуз на слепи на Република Македонија, членовите се тука судбински. Партијата наша е Сојузот на слепите. Нашите членови се и македонци, и албанци, турци, срби, од сите националности, така да не можеме ние да кажеме и да не обојуваат нас партиски и затоа би сакал јас да апелирам до Министерката за труд и социјална политика за рок од 48 часови да ни се извини, иначе ќе покренеме кривична постапка. Исто така би сакал да напоменам за нивното грубо однесување на самата комисија, која беа и првиот пат присутни и вториот пат, кој што и они не умаловажуваат дека не сме знаеле да пишуваме записници и така натака, дека не биле во ред напишани, не било законски, а фактички они сето ова го прават незаконски, без подпис на за дополнителниот заменик министер. Они упаѓаат во просториите на Националниот сојуз и ни се мешаат во внатрешните политики на нашите здруженија, каде што ние со одлука на извршниот одбор на Националниот сојуз сме ги распоредиле средствата по здруженијата, исто така и со одлука можеме ние да одлучиме дали у моментот тоа здружение ради X причини оправдани, кои што има разор во некои здруженија што ги имаат напоменато,
се раздвоени нашите членови и поради тие причини се средствата допрени, а не дека нив им се прекинати средствата и дека не треба да им се дадат. Ние затоа апелираме да не ослободат, да не ни вршат притисоци баш сега у ова време и да може Националниот сојуз на слепите на Република Македонија да ги извршува активностите без никакви притисоци.